Гостин во Република ТВ е професор доктор Дејан Докич, алерголог и пулмолог. Разговараме за алергиите. Добар ден, Добар ден. доктор Докич. Истражувањата покажува дека секој четврти жител во Македонија е алергичен на нешто и тоа Македонија не заостанува, го следи светскиот тренд и за жал не заостанува. Како алергијата стана хронично заболување најголемо хронично заболување на 21 век? Па видите, Обединетите нации, заедно со нивната организација, Светската здравствена организација, го прогласи на некој начин 21-то столетие како век на алергиите, каде што во епидемиолошки размери ќе се јавуваат. Постојат повеќе шпекулации, би рекол, бидејќи не може со сигурност да се докаже еден фактор дека е и да го обвиниме дека е одговорен за почестата појава на алергиите, меѓутоа се смета дека аерозагадувањето е еден од големите фактори. Пред се имаме нови аерозагадувачи од типот на озон, кој што настанува од издувните гасови на автомобилите, кога тие ќе дојдат во контакт со сонце, а и едните и другите ги имаме во изобилство во Македонија. Понатаму азотниот диоксид, исто така еден гас од горивата и од фабриките што се произведува. Понатаму имаме ПМ честички или particulate matter што ги викаат, кои што исто настануваат при согорување од горивата, кои што се биолошки горива. Понатаму честички од дизел горивата. Така да сите тие заедно придонесуваат за почестата појава на алергиите. Од друга страна, храната и исхраната во пред се нездравата исхрана исто така придонесува за поголемата инциденца на алергиите. Пред се, ако земете уште од една млада возраст, децата штом почнат да јадат, тие се на некој начин експонирани на секаква врста храна, на зачини, почнете од оние смоки или некои други обоени храни, кои што имаат во себе конзерванси, кои што имаат бои, кои што имаат некои други токсични материи. Да не спомнеме веќе за генетски модифицираната храна, која што кај нас е забранета, меѓутоа можда ќе се најде на некој овој или на оној начин. Така да сите тие работи, ако заедно ги земете во предвид, придонесуваат за една поголема инциденца на алергиите во Македонија. Кои се вистините, а кои се заблудите за алергиите, бидејќи како што видите не секоја реакција е алергиска? За оние алергии кои што настануваат во пролет, така наречени пролетни алергии, доста е јасно дека станува збор за алергија, бидејќи одеднаш пациентот почнува да има симптоми од носот, да го јаде носот, чешање, во очите јадеш, солзење, кивање, течење на носот, затнат нос, така да одеднаш со цветањето се поврзуваат и овие симптоми и е некако полесно да се асоцираат. Потешко се асоцираат симптомите на целогодишна алергија, која што е присутна во домовите, тоа се домашна прашина, понатаму спори од мувла или доколку чуваат домашни миленичиња, крзно најчесто од мачки, и тие се присутни во тек на цела година. Пациентот не може да направи разлика. Особено се потенцирани во период кога почесто и подолго престојува пациентот во затворен простор, а тоа е есен, зима и рана пролет, кога и царуваат настинките, па е многу тешко да се разграничи дури и за лекари кои што имаат искуство, тешко е да се разграничи дали се работи за хронична настинка, која што постојано се повторува, рецидивантна, или се работи за некоја целогодишна алергија, и тука секако мора да се прати пациентот на тестирање за да се добие одговорот на ова прашање. Кај најмладите, најголема опасност на почетокот се алергиите кои се предизвикани од прехранбени продукти. Во овој случај како се манифестираат алергиите? Значи, кога некој е предиспониран, значи генетски предиспониран да добие алергија, таа се манифестира уште со самото раѓање. И ние велиме дека тоа дете практично се наоѓа во еден алергиски марш. Марш говориме затоа што како што колона една војници пред една, да кажеме, пред една централна трибина оддалеку гледате доаѓа, се поздравува пред главната трибина и си оди, позади нив доаѓа друг и така натаму. Значи, прво и многу често се манифестира на кожата како атописки дерматит. Тој уште во првите месеци од раѓањето со едно црвенило на кожата, што јаде, чеша, може да испука кожата и на децата, поточно бебињата и децата им прави голем проблем.
Тоа е она првото што се јавува веднаш после раѓање. Потоа, веќе кога ќе почне детето да се храни со други храни, освен со мајчино млеко, настануваат нутритивните алергии и тие се негде присутни до кај 5-6 година и потоа се јавуваат инхалаторните алергии кои што се задржуваат до крајот на животот. Нутритивните алергии воглавном се манифестираат со чешање и црвенило и уртики или тие како пликови, како убот од комарец по кожата. Може некогаш да се манифестираат како интолеранција на храна, во смисла на проливи или повраќање, повнесување на одредена храна. Така да, зависно на кој начин и зависи од самата храна, дали ќе се манифестира со гастроинтестиналниот тракт или ќе се манифестира со кожата. А на која возраст кај децата е најдобро да се направат овие тестови кои ќе покажат алергија? И кој тест е најдобар, да речеме, алергија, да се направи тест на кожата или преку крвта? Значи, Европската академија за алергологија и клиничка имунологија дава совет во последното нејзино издание во комунике дека од 6-месечна возраст веќе се децата доволно зрели да може да се направат тестови за алергија. Меѓутоа, ние повеќето ги препорачуваме, зборувам за кожните тестови, од 2-та година на живот. Инаку, тестовите може да се прават за алергија ако се земе крв или да се прават на самиот пациент, значи ин виво, во тој случај се прават кожни тестови. Златен стандард во алергологијата, во диагностиката на алергите, се кожните тестови. Сите други тестови имаат помала важност, диагностичка и помала точност. Воглавном крвните тестови се прават кај пациенти кои што имаат тешки промени на кожата, па не можете да го тестирате, или е пациентот од X причини ставен на долгорочна терапија со антихистаминици, па не можете да ги тестирате, затоа што антихистаминикот ќе влијае на кожната реакција. Инаку, кај секој еден кој што е компатибилен, здрав пациент, постар од 2 години, без промени некој на кожата, би се препорачало да се прават кожните тестови, бидејќи се најточни, се прават на самиот пациент и тука нема да имаме некои лажни реакции, се разбира предпоставка дека не земале антихистаминик, ќе го потенцирам тоа, најмалце ако зима треба најмалку 7 дена да се направи пауза за да биде веродостојна и точна кожната реакција. Можно ли е да се развие алергија на нешто во подоцнежните години, иако претходно немало никакви индиции за тоа? Да, може. Може да се развие алергија во било која годишна возраст. Меѓутоа, ќе повторам нешто што е многу важно и да се надоврзам на вашето прашање кои се некои заблуди или точности во врска со алергијата. Значи, алергија не може да се јави на некоја субстанца која што пациентот по прв пат во живот се среќава и доаѓа во контакт со неа. Значи, мора да има експозиција, односно контакт, известно време, за да може да се створат антитела против таа субстанца и во тој случај пациентот почнува да реагира алергично на таа субстанца. Значи, потребно е време и неколкукратен контакт со одредена субстанца, било да е храна, било да е тоа полен, било која субстанца која што може да доведе алергија, било да е лек. Значи, вие морате да имате прво контакт, да се, како што викаме, сензибилизирате на него, за да реагирате алергиски. Значи, заблуда е ако некој пациент не земал никаква храна или лек воопшто во животот не дошол у контакт, да се плашиме дека ќе развие алергија, бидете сигурни нема да развие алергија од некој лек кој што до тогаш никогаш не го примил. Се лекуваат ли алергиите, доктор Докич? Значи, уште еднаш прецизен одговор на ова прашање не би можел да ви дам, од причина што сите пациенти различно реагираат на терапијата, но можам да кажам сите позитивно реагираат. Во смисла на тоа, еден дел може би ќе се излечат, друг дел ќе имаат големи ефекти од терапијата, некои ќе имаат малку помалку, но сите ќе имаат одредени позитивни ефекти во терапијата. Така да за иднината на пациентите со алергии е навистина светла, бидејќи секојдневно сме присутни на пронаоѓање на нови лекови кои што во голема мерка не само што ги супримираат симптомите, туку доколку се зимаат, например, алергенски вакцини, можат и долгорочно да помогнат, бидејќи го коригираат дефектот во имуниот систем и на тој начин долгорочно ја држат алергијата под контрола.
Доаѓа пролет, што ќе им препорачате на пациентите кои се алергични на полен, на трева? Прво, оние пациенти кои што не знаат дали се алергични, со појава на сонцето, со појава на цветовите, доколку имаат реакции, како што пред малку ги наброев, логично е да се јават на лекар за да навремено бидат диагностицирани. Оние кои што веќе знаат дека боледуваат од алергии, би ги замолил да си ги зимаат лековите редовно, уште при самиот почеток на сезоната, ако не и чекор предходно, затоа што на тој начин тие ќе спречат да алергијата во полнек и одеднаш ги затекне со тоа што ќе им предизвика јаки симптоми. Тоа значи дека треба да употребуваат, например, назални спреови, уште сега, на почетокот на пролета, оние што имаат алергија на полен од дрва или од трева, и да го зимаат во тек на целата сезона. Се разбира доколку имаат алергиска астма, исто така да ги зимаат лековите, спреовите за астма, доколку имаат проблеми со очите, да земаат капки, и тој првата линија. Доколку оваа терапија не помогне, при сончев период, кога има голема поленизација во воздухот, може дополнително да земат и антихистаминици. Пред се говорам за пациентите со алергиски ринитис и конјуктивитис, додека оние со астма може да земат антилеукотриени или некоја дополнителна терапија антиинфламаторна во секој случај. Благодарам на гостувањето, доктор Благодарам. Дорчи.